Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Како што веќе најавивме, наши вечерашни гости се министрот за локална самоуправа Горан Милевски и портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Столковски. Со нив ќе разговараме за она што предстои за локалните избори, за партиските припреми за нив, што се очекува, што бараат граѓаните, а што нуди владата. Но ќе зборуваме и за оние теми кои се актуелни во секојдневието. Тоа е неизбежниот спор со Бугарија, но и престоечкиот попис. Почитувани, добра вечер. Добра вечер. Ќе почнеме со локалниве избори, па потоа ќе се префрлиме и на другите теми. Министре, партиите се подготвуваат за локални избори, тие се оваа година се одржаа и предвремени во Штипи и Пластница. Кажете ми, во отчетот владата вели дека се имплементирани 26 проекти за рамномерен регионален развој. Исто така голема работа во однос на општините се оние 35 милиони евра кои се пренаменети од ТАВ и кои некако доаѓаат токму пред одржување на овие локални избори, што е малку и симптоматично, нели? Дали тие пари на некој начин ќе бидат како едно одобрување на граѓаните за кого ќе треба да гласат? Благодарам првен за поканата, отворивте неколку теми. И јас жалам што опозицијата не учествуваше на изборите во Штип и во Пластница, бидејќи демократско право е на граѓаните да излезат на избори и да се одлучат за кого ќе гласаат. И јули имаше пандемија, како и декември. Јас сакав да бидат порано, искрено, овие избори, меѓутоа законските правила налагаат тоа да бидат баш во декември. Добро е што и времето беше добро, па и граѓаните излегува во доволен број за тие избори да бидат легитимни. Како и да е, беше жалосно ако изборите пропаднаа и граѓаните на Штип останеа без градоначалник. Вистина е малце една година, не е ни една година мандатот ќе биде на градоначалникот Сашко, но и тој период граѓаните заслужуваат да имаат градоначалник. Локалните избори се пред нас, мислам дека веќе од пролет ќе почнат тие калкулации помеѓу сите политички партии, припреми за настапа и ќе се жешти, да речам, политичката атмосфера. Ние како министерство, но и како партија се залагаме за локалните избори да граѓаните одлучуваат на отворени листи. Денес читав во некои медиуми, малце можеби како критизерски беше дека многу трошеле паушали советниците. Меѓутоа, јас сум поборник да градоначалникот ние не можеме да ја децентрализираме власта на локално ниво и цела да ја насочиме кон градоначалникот. Значи да направиме локални макници. Со децентрализацијата, значи таа и на локално ниво треба да биде децентрализирана, да биде моќен и советот. Зборуваме во таа анализа дека сите урбанистички планови хаос се врви токму преку советот, затоа сметам дека советниците не треба да бидат корумпирани и треба да си работат својата работа и затоа треба да бидат платени. Дали се големи советите, дали треба да се намали бројот на советници, тоа треба да го дискутираме. Ние во една наша платформа која што работиме со ЗЕЛ сметаме дека би требало и да се намали бројот на советници, но и да се бират тие на отворени листи, за да внатре влезат луѓе кои што имаат авторитет во средината за која што гласат, значи да не бидат подчинети само на политичките партии, туку да бидат насочени, односно да бидат лојални кон граѓаните кои што ги бираат и на тој начин во советите ќе влезат луѓе и од разни интересни групи, пример еколошки издруженија, заштита на добро, пред да продолжиме за овие генерални принципи за кои се залагате, може ли само по-конкретен одговор во однос на парите што се пренаменети од ТАВ? Вие рековте дека и регионални проекти. Интересен е тајмингот за тоа, да. Тие регионални проекти се министерството практично крира политиката, парите се делат преку Бирото за рамномерен регионален развој. Во минатото тоа биле 3,5 милиони евра, сега владата да речем новата ги изголеми 7-8 милиони и тоа не се доволно, треба да идат повеќе. Меѓутоа имаме еден напредок. Покрај овие средства ние соработуваме и со Швајцарската развојна агенција. Од неа имаме значително. Јас кога дојдов, навистина проектот беше дури пред укинување, затоа што не се реализирало ништо. За една година успеавме да ги стабилизираме односите и сега дискутираме за втора фаза, која што ќе се одвие во следните 4 години, практично 3,
и ќе биде некаде 6 милиони швајцарски франци, 4 од Швајцарската конфедерација и 2 милиони швајцарски треба да донираме ние како како влада. И таму ги правиме иновативните проекти во планските региони, навистина има многу добри проекти. Ќе издвојам, на пример, ски стазата во Пониква, реновирање на ученичкиот дом во Куманово, игралишта во Битола и во градскиот парк и на Голема ливада, така да има многу интересни проекти. Исто така тука е новиот проект од ЕУ за општините, во кој што владата преку Министерството за локална ќе партиципира со 600.000 евра, тој е 5 милиони евра проект, кој што е во тек постапката. Наместо општините да кофинансираат тоа што се бараше од нив 15%, ние преговараме дел да го покрие владата и дел исто така преку Швајцарската развојна агенција да обезбедиме средства. Преку нас и преку Швајцарската, знаете, и се направи ковид центарот во Скопје, кој што е една инвестиција која што кога беше најтешко се помогна во здравствениот сектор. И тука е, рековме, со ЕУ проектите и проектите за меѓугранична соработка. Успешната работа доведе ние сега во овој период да се вклучиме и во Јадранско-јонската група. Таа работа водеше Министерството за надворешни, ние ќе бидеме носители на проектот и сега пред некоја недела ние практично ја усвоивме, покана добивме од Брисел да учествуваме во Евромедитеранео, каде што носители ќе бидат Шпанија, Франција, Италија, значи ја прошируваме и финансиските средства во Македонија, но и соработката на државата со останатите држави од Европска унија. Значи се прошируваме на нови програми и се до тоа го направивме, да речам, за 1,5 година кога веќе јас сум таму министер и мислам дека во тој дел имаме од повеќе извори, не само од буџетот, туку користиме средства и од други извори. Тука се и ТАФТ, како што ги споменавте, ќе одат средства за општините. Не верувам дека е поврзано со локалните, затоа што јас и во минатата година мака се мачеше да се договори со ТАФТ целиот концепт. Општините притискаа што побрзо да се земат парите, лани имавме избори, така да секоја година не имаме избори. Значи ако чекаме да нема избори, парите не можеме да ги поделиме. Тие проекти сите нема да може да се реализираат веднаш, така да можеби новите градоначалници, и тука процесот на децентрализација ние како министерство настојуваме да го реализираме оваа година, за да може да се имплементира процесот веќе од 2022, тоа се нови градоначалници. Нормално ќе има поширен лик состав на локалната самоуправа, тоа е добро и значи повеќе средства ќе се дадат на располагање на градоначалниците, независно од која политичка провиниенција. Да, каков ќе биде составот, Столковски? Ви благодарам за поканата за учеството во емисијата. Го слушав министерот Горан Милевски како направи една рашомонијада од одговорите, почна од локалните во Штип, па отиде на изборен законник за отворени листи, па се префали на пари од ТАФ, швајцарски пари, европски пари, милиони, нели, па меѓугранична, па Јадранско-јонска група, да на крај дојдеме до извори за повеќе пари. Добро вечер вам. Тие беа прашањата, аз сам одговорив на прашањата, не ви се мешам. Така, малку, пошироко, па да видиме сега вака. Прво рековте за изборите во Штип. Изборите во Штип беа исто така една рашомонијада непотребна и самиот рековте дека на 8 месеци од изборите кога се случија во Штип, се случуваат редовни избори. Тоа што се случи во Штип беше да го повлече Зоран Заев, вашиот премиер, да го повлече Бочварски како еден најнеуспешен градоначалник на Штип, без ни еден проект за штипјани, да го повлече за да не изгуби наследните избори, имајќи го него предвид, за да може сега да има една реторика која што вели, видите сега, планот е донесен, ова е Сашко е градоначалник 8 месеца, колку да има градоначалник да не биде на празно, и заради тоа ги загрози животите на граѓаните, изложувајќи ги на уште едни ковид избори непотребни во Штип. Тоа е што се однесува до Штип. Колку бил успешен Бошварски, се гледа и колку е сега успешен како министер кој што се заканува дека ако не сакаат луѓето да плаќаат патарина, тоа му е денешна изјава, можат да користат локалните патишта, а вие сте министер за локална самоуправа и тука можеме да зборуваме за законот за рамномерен регионален развој кој што го донесовте или го носите по скратена постапка. Не е точно, не е по скратена постапка. По редовна постапка со европско знамење. знамење. Можев ми поскратена, меѓутоа не сакав да одиме поскратена, сакав да има една дебата. Не е отворена широка дебата, не се послужи, не се консултирани ниту ЗЕЛС, ниту членови на општините. Видете, зборувате за пари, за извори на пари, за развој и за тоа што треба да значи развој на регионите, на регионален развој и она што треба да значи
развој на Македонија во целост, фактички како преку локалните самоуправи. Не е проблем до изворот на пари, Милевски. Проблем е до тоа што вие во 8 месеци од минатата година, 2020 година, имавте реализирано од вашите капитални инвестиции само 4,1%. И ова е од Фатмир Бесими, кој што ги кратеше, ако ви текнува, во септември е оваа негова анализа, дека за првите 8 месеци од годината Министерството за локална самоуправа од своите пари за капитални инвестиции потрошила само 4, искористила само 4,1%. Точно или не е точно? Неки ви кажем, завршено. Така, што значи дека годината со такво темпо сте ја завршиле со колку? Со 6%? 97%. 90. Од 4,1 за 8 месеци вие сте завршиле, да. Добро. Ќе ви кажам зато, ќе ви кажам. Веројатно ви се скратени парите при ребалансот на буџетот, па сте дошле до некое овако такво наштелување за да искочат 90 и нешто. Видете, 4,1% пари од Министерството за локална самоуправа во 8 месеци реализирани капитални инвестиции, тоа ја дава сликата за развојот, локалниот развој во Република Македонија. Знаете ли што значи рамномерен регионален развој? Тоа е да направите симфонија од развојот на сите региони во Македонија. Бидејќи нема развој, не може да направите ниту симфонија во развојот, односно може само да иде регресот да биде еднаков на сите. Од тука, ниту парите за ТАВ ќе бидат потрошени онака како што би требало да бидат потрошени, туку напротив, добро констатираше водителот на емисијата дека фактички се работи за изборна година, каде што добар дел од тие пари ќе послужат само за покривање на дупки и за она што ќе значи замачкување дека се работи нешто. А прашањето до проектите, до регионалниот развој, ние и досега сме имали извори и сме имале пари. Тука беа и ИПА фондовите. Зошто не се користат ИПА фондовите? Затоа што нема проекти. Затоа што ниту општините ги изработуваат проектите, ниту имаат план за проекти, а тоа е затоа што локалната власт, знаеме колкава е питата на поделбата на локалната власт во Македонија и колку држи она што е и исто и централната власт. Како работи централната власт, уште послабо работи локалната власт. Со самото тоа, ниту се работи, ниту има проекти, ниту има што да се финансира со тие пари. Не станува збор до парите, станува збор за неработењето. Вие доаѓате од кој регион? Вие доаѓате од Битола, така, ако не се лажам. Пелагониски плански регион. Од Пелагонискиот плански регион. Јас колку што се сеќавам, вие како коалиција која што се бореше за власт, ветувавте развој на тој плански регион. Кажете ми, дали е пругата направена што требаше да поминува Прилеп Битола грчка граница? Кременица. Дали е направен автопатот што требаше да ги поврзува Прилеп Битола, нели, со од Велес да доаѓа на Скопје? Ќе ви кажем сега. Дали е направен? Дали е најголемото ветување направено за Битолчен и Битолскиот крај да има топлификација од рек Битола? Ништо не е направено. Она што треба да значи регионален развој, значи да се сопре миграцијата село-град во почеток, а понатаму од регионите во Скопје и од Скопје надвор од Македонија. Тоа не може да се сопре, затоа што ниту има инфраструктура, ниту има развојна инфраструктура, која што ќе придонесе капитал, свеж капитал, она што значи пари, што значи отворање на нови работни места, за да можат луѓето да останат во своето место, во своите региони и тој регион понатаму да се развива. Добро, Така што мислам дека Да му вратам ставивте за доста многу прашања, теми, јас требаше ливче да јас се земам да едно запишам. вака накратко Да, дадов една да, слика да. во однос на се она што збореше министерот Милевски, дека станува збор за тоа дека има сега извори на пари, џабе се извори на пари, да кажам уште еднаш, за 8 месеци од она што значеле капитални инвестиции од неговиот буџет, били искористени само 4,1%. Останатите беа земени од Фатмир Бесими за да може да бидат направени оние пакети помош при вториот ребаланс. Не грешка сте. Сега ќе ви објавам. Мислам, бевте коректни кога дискутирав, не ми Апсолутно, упаѓавте, да. затоа не сега јас да Да. упаѓам на збор. Сега посеќавање она што запамтив да ви одговорам. Не е желба на Зоран Заев дали да има избори, тој не е првен мој премиер, тој е премиер на државата. Колку е мој, толку е ваш. Вие сте му министер. Ама јас сум Во министер неговата во влада. владата, Он ви е премиер. Не е така, тој е премиер на граѓаните, на премиер е на цела држава, не е Па, само мој премиер. Работи за вас, не работи за граѓаните. Ако мене ме прашуваат. Ако ми се да работи за мене, во ред, супер е тоа. Тоа не се негова желба, тоа е изборен законник. Јас сум се слушнал како министер за локална со Дерковски, како тогашен председател на ДИК, да го информирам дека
се исполнети условите да се тоа е Немаше законски. потреба да го повлече Бошварски на 8 месеци Ама пред сега крај тоа на ама не се. Види, Тоа е немало стратегија потреба. за да се јас тоа ви кажувам, најнеуспешниот градоначалник, кој што ви е близок, кој што е партиски пријатели близок, си. имате други релации, го повлекувате од Штип за да го зачувате неговото наводно реноме, ставате друг како, човек, видите, велите не може сега тој да ги исполнува граѓаните на работите. Штип биле разочарани од работата на, како што кажавте, И во сред Бочански, корона се правеше, во најголемите бројки се правеа избори. изгубеа катастрофално во Штип. Наместо да изгубат, го подобрија резултатот од парламентарните Видете сега, избори. сега да ви последни. кажеме на Ама работа. сега не На ви крајот, упаѓав, на крајот дали излезе ливче повеќе помалку во кутиите? Па сега тоа не ги следа. Па не ги следевте, ама излезе поништено е едно место затоа што имало ливче повеќе помалку. Едно ливче е било понишено. Чекајте малце сега. Не поништено, имало повеќе во Дали кутијата. контролорите на ВМРО кои што биле Имало на кутија, ливче повеќе во кутиите. И Сум бил на со- кутија, се прават Сега, јас грешки. ви кажам. Значи сум бил на кутија, сум бил од јавна администрација, од дете сум бил на кутија. И кога ќе се броја тоа ливчина, сите се препатуваме дали ќе се усогласат. Тука има контролори, тука има наблюдувачи, значи тоа е најтешко кога ќе делите ливчина, кога ќе ги кините Одиме ливчината, понатаму. дали некој го оставил ливчето, мора да гледате, значи немојте се за едно- не понатаму да ви одговорам на сите прашања. Ајде. Ќе бидам кус. Ајде, повеќе. Значи, ако бил толку лош, јас знам дека сме инвестирале во Штип, сме направиле прв пат по 40 години детска градинка со средства на Министерството за локална самоуправа. Овде во планот за 2020 не стои детска градинка, тука стои во капиталните, кои што е на буџетот за 2020 беше ветувано брана на река Отиња, Штип. Таа е во Направена е? тек, Таа е во тек. Јас Направена ли можам е? да ви кажам, Да сега, зашто зборувам? ама сега не ви упаѓав, сега ако почне така нема проблем, јас ќе ви упаѓам. Не, разговараме значи, сега, од средствата на Министерството за локална самоуправа и од општина Штип се направи прв пат после 40 години детска градинка во Штип. Јас сум бил на отварање. И на увид, и на отварање. Се направиле платформи, сега е во те градбата на платформа за нови паркинг места, кои што исто така од Министерството за локална самоуправа. Ако бил толку лош, тие ќе изгубеле катастрофално. Ако бил толку лош, ВМРО ДПМН ќе имаше кандидат на Толку тоа локалните Милевски избори ви во го Штип. кажувам, само што вие се обидувате Значи, не сега да бил- ми сега викате, бил лош Немаше министер. да се исполни ниту Кога го потребниот проценивте дека е број, лош? затоа велам дека дури е и поништено на едно Не го гласачко бранам. место. Ми е вистина пријател, затоа ми што е имаше- личен, ама не го бранам. Ама во 100 дена, сега вие да речете тој бил лош министер. Еве кога во Ја 100 не дена викам лош проценивте министер, ја дека- ви велам лош Секој градоначалник ден е дека на бил. тер. А Ама не сега е рековте и лош министер. Е, па кога Апсолутно. 100 дена помина лош министер, а секој ден А јас го гледам претходниот на беше лош, Фейсбук и на затоа терен. немаше резултати, Секој така? ден е на терен. Дали претходниот беше лош? Ма тоа си е кадрова политика на СДСМ, јас не се мешам, тој да е од ЛДП, јас ќе ти кажам. Сум го извадил заради тој тоа. Мене дали е на ќе си го СДСМ прашате или не, за прегаска рековте дека јас сум граѓанин, не, ако е така, Ама- мене ме интересира кадровата политика во влада. Ама тоа е делот на СДСМ. ЛДП нема врска со именувањето на министрите на Добро, СДСМ. тогаш вас да ве Е, се- прашам, може ли? Еве ви постави прашање конкретно за вашиот плански регион. Вие кога ќе се вратите назад, што ќе кажете дека Може- сте може направиле ли да- како Сега, успех? сега Може ќе ли да кажи го не, кажете ама како не, успех? сега стоите. Ајде. Мојот буџет по податоци на За капиталните инвестиции Ама цело време, да, тоа 94 да го насто слушаме, да. е вкупниот буџет, 97 насто е 100 насто е на ИПА. Значи вие викате немате проекти, а јас да ви кажам дека вика градоначалниците неспособни немаат проекти. За 10 милиони, 8 милиони кома нешто што беа лани аплицирани за да отворен повикот, градоначалниците аплицираа со проекти во вредност од 30 милиони евра. Не можевме како сите добри проекти. Некој треба да одбиете 30 милиони. Милевски, Ако вие немало- шетате низ Македонија? Ама јас ви кажувам бројки од министерство. Сега, буџетот. Зошто вие кога викате 4 на 100, тоа е точно. Затоа што ние, ме чекајте малце, ние ги не министерството, ти одат преку бирото. Општините аплицираат, ние ги одобруваме. Има тендерски постапки, има изведбени постапки. Парите, ние сите пари ги исплаќаме во декември за проектите. Значи тие се проекти во тек и ние ги исплаќаме во декември. Затоа и 2019 кога сум бил јас, кога не сум бил да речам, на пола дојдов, 2020 парите ги исплаќаме во декември месец. И стварно ме боли кога ќе прочитам 12 Министерство за локална 4. Министерството не троши пари, јас не инвестирам, јас одобрувам проекти, проектите ги трошат општините. Во услови оваа година имаше локални избори, беа затворени сите тендерски постапки, не смеа луѓето да градат ништо заради парламентарните избори. Се отвори процесот после парламентарни избори, законски не можат. И луѓе во лани шо избори имаше, председател, секоја година има некои избори.
И луѓето мандатот му помина во избори, во референдуми, во председателски, локални, парламентарни, не може да функционираат. Сакате да кажете дека затоа не е направена пругата што Ние требаше да оди ние сега до инициираме грчка постапка. граница, затоа не е направен автопатот што Инициираме требаше да иде при Ама може сега да ви Битола. кажам. Затоа не е Ама ќе направено. кажем и за тоа. Инициираме постапка. Да не се кочи работата на локалната самоуправа. Ке имате и вие градоначалници. Не може Вие сте парламент. имале градоначалници. Сега немате во моментот. Па немаме. Претходно сте имале и истите проблеми биле. Значи, сега има парламентарни избори, локалните не можат да работат додека не се формира влада. Изборите завршиле. Тие се градоначалници на локално ниво, треба да ги решаваат работите. Не да чекат влада да се формира. Владата се формира дури крај на август кога се формира владата. Луѓето не можеа да работат од јуни месец. Јуни, јули, август му помина градежната сезона. Значи, за да се тргни таа работа, ние ќе инициираме како министерство измена на изборниот закон, каде што ќе се дозволи од денот на завршување изборите до формирање на влада општини да си работат. Нема што да се поврзуваат тие со парламентарни, за да не се кочи работата. Нашиот буџет на министерството е 90 и 100% е од ЕУ, од СОИПА програмите. Вие викате немате проекти СОИПА. Сега ги разгледувавме проектите со грчката програма. Вие не знаете колку добри проекти беа одбиени, зашто нема толку пари. Со албанската програма сега го отворивме проект од 5 милиони евра за меѓугранична соработка со Албанија. Значи паушално зборувате, нема проекти. Јас не се тоа мои проекти. Паушално, јас се прашувам она што како власт сте го невладини ветиле, организации, а не е институции направено. образовни, општини, Јас не кажувам плански паушално, региони. ја кажувам Пелагонискиот што плански кажал регион. Фатмир Е, сега да ви Бесими. кажам, 12 години Јас, власт. дали е ова изјава на Фатмир Бесими, дека вие сте потрошили Ама само кој 4 месец? запека септември Па јас ви 2020. кажам декември завршно буџетот 97%, 100% ЕУ фондовите. Не Не ми сте стигна смешно. парите да ги доподелам сегде. смешно е, Фактурите ова, сега да чекам, вадите вие бидејќи дека трезорот тогаш се уште ще не е биде- отворен. Чекај сега да ви кажам сега, ме прашав. Трезорот за плаќања, за ваквите плаќања се уште не е отворен во овој домен. Фактурите ми седа треба да ги наплатам, луѓето чекаат, општините чекаат, планските региони чекаат. Значи работат луѓето. Ние и да има уште пари, уште ќе поделев. Значи не е точно септември со декември. Нема да ми кажувате сега нешто што елате кај мене утре ќе ги видите бројките. Ако мене не ми верувате. Пе, ја гледам тоа што го кажал Сега за министерот сега. Пелагонискиот регион. 12 години на власт викате нема автопат. Ами зошто не го направивте автопат од Битола Прилеп? Дали вака сега, ајде вака Автопатот сега. Битола Дали Прилеп, ветивте ви беше изборно ветување дека ќе има автопат? а- Дали ветивте железница? Дали Експресен ветивте пат. Има топлификација? железница, експресен пат е тој. Дали ветивте топлификација? Се- Ве прашувам најнормална работа. Или единствено може да броите Единствено колку што можам да ви стои на глава признам е тоа градоначалничкава, што сега, имаше одобрено кредит за гасификација на Битола и што не е реализиран, мене ми е жал за тоа. Значи, Ако гасификацијата, цел овој така, разговор го најголемото. зборувате, јас сум реален и коректен, тоа ми е жал што не се реализира. Имаше одобрено кредит кога бев пратеник, јас како опозиција сум го поддржал земањето кредитот затоа што е во интерес на битолчани. Тоа не се реализира. Ама не може и да речите другото вака паушално Што се да реализира? расформулате. Еве прашувам што се реализира. Гасоводот кој Сега што почнете иди, вие стигнат како скоро до Зора ред. Заев 500 км, 600 Ама км автопат. примерната мрежа, чекај сега, примерната мрежа на гасоводот е стигната до рек или може и до рек или до селата пред рек. Значи примерната гасификација. Посем се оди кон секундарна гасификација Сега што да се збориме за гасифицира гасификација градот. или збориме за топлификација? Значи два проекти имаше Битола, не знаете, и туете Не, ќе ви дека не кажам од знаме, ваше јас време. кажувам ова што е- Гасификација и за мене нереално да се финансираат два проекти паралелно. Значи, вие еден не завршивте, пред крај на мандат двата ги започнавте. Ама не ги започнавте да ги градите, туку донесовте некои Чекај се, одлуки после за 5 градба. години ќе збориме ова исто? Не. Па 2016 Ама беа јас ви изборите. реков се согласува, меѓутоа кога критикувате вие како да сте нова партија и се вика нема автопат. И јас сакам автопат. Викате плаќале патарини штип. Ба јас од Битола до Скопје нонстоп цел живот плаќам патарини. Како да не се плаќа патарини на автопат? Јас идам од Битола, вие сте може од Скопје не плаќате патарини, кога ќе одите на одмор Грција плаќате. Јас сум од Битола цел тоа вие живот идете плаќам во Грција, патарини. ја одам во И Струга. сега викате зошто жителите од Штип ќе плаќале патарини од Скопје? Ами автопат е. Тој Дали треба одговор? кредит, задавте 800 милиони евра треба да се врати. Минески одговорли, ако вие скапа патарине идете по малите парчиња кршите ги Тоа ќе корите. си го прашате по чварски. Јас ви кажам, вие викате го сега ќе ми браните сами, ставите на рекоште дека Штипа ви е и пријател. патарина. Па мора да има патарина на автопат. Да, Тоа добро, се знае, може ли- кај има автопат, има пат, кај може нема, ли- кај има, видете Грција има винетки, ова Бугарија има винетки, Грција има автопат, Вака сега. Србија има, кај не се Ја плаќа ве автопат прашувам во во свето, однос на она кажете. што е ваше.
закон за равномерен регионален Со развој. законот. За да има равномерен регионален развој, треба да има воопшто развој. Има ли воопшто развој? Јас не гледам. Ете, се и тоа ќе Јас ви Македонија кажам. ја Е, вртам тоа ќе ви многу кажам. често. Добро, ми дојдовте на темите, пошто Не, јас на сум таму темите, година и за пол. да има и баш кога сум развој, собрал мора да два има мандати. инфраструктура. Инфраструктура. Значи- не се гради, еве до каде е, Јас како се ќе го согласувам. развиете Охридско-Струшкиот Еве ќе ви регион кажам. без автопатот да се заврши, а не е завршен 5 години, Кичево, Охрид. Оти направите Како е? автопат Се без гради или не приклучаци. се гради? Исправен или не е исправен? Сега да не се навраќаме на изјава Ама- на ваши За членови на власт, автопатот ќе си го на викнете владата кои што министерот за кажува дека транспорт и врски. Да Ама бев вие министер, сте- може ќе го направи. Вие не може вашата работа да ја завршите, Ама јас ќе ви ако кажам не е за- направено ова друго. Ама чекај Како се. вие ќе не може да поврзете се развој Знаам. нема без инфраструктура. Значи- Јас тоа ви го кажувам. Без инфраструктура е Ајде, тоа невозможен ќе ти растеж. кажам и за тоа ќе Да, ве молам да. да. Значи јас кога дојдов, во право се пратениците на ВМРО, стратегијата ја касниме, но не е Ја моја вина. касните година дена. Може маце, Така. кога дојдов јас министер, Да се таа да се требаше да разбереме, биде година дена е Година закаснета. дена, се Една согласувам. година унапред треба да е направена. Така е. Затоа се носи по брза Кога- постапка. Не, ама не, За гледам да може сега да стигнеме на 20 Оф, леле, ги мешате 2021. работите. Ајде сега Па вака. не ги мешам, јас правам да е. Вие рековте требаше Вие кажувате една дека година така. унапред да биде донесена, така? Така. Кога завршуваше таа програма? Крај на 2000? Кога? Ете кажете. Кажете вие 2020. Не, Кога? 2019. Добро. Така. И кој беше сега, 2019 на власт, кој требаше да ја донесе Ама чекај стратегијата? се. Па сега, зашо збориме? Ама- Так се вртиме во круг, Милески. Не, ама Да оставите се ме да ја вратиме на завршим регионалниот- реченицата, ќе ве молам. Ајде, повелете. Значи, 2019 викате една година унапред. Кога требало? Почеток на 2019. Кога дојдов министер? Средина на 2019. Значи немала почната ниту евалуација да се прави. То, и затоа може го сменал Заев предходниот мој предходник министр, што не си ја завршил работата. Сега, јас почнав да направам евалуација на 10-годишната програма. Практично таа е програма во ваш период. Таа програма ја направија странски експерти, универзитетски професори од Швајцарија, од Словенија, од Босна, од Србија, од Македонија, од Ману ја водеше од Македонија Владо Камбовски. Професори кои што докторирале на Универзитет Сан Франциско и на Кембридж предават, не знам на кој. Значи стварно е еминентни каде што нема политика и влијание на политика. Таа еволуција што кажува? Таа кажува дека тотално промашена стратегија за равномерен регионален развој, ништо не се реализирало во изминатите 10 години. Кој бил на власт во изминатите? Вие. Пет И сега години вие вие. имате лице ми кажува, сега. 5 години вие. Ја кои 5 години е? Па 2016. Ама анализата, 2021. ама анализата која е 2009-2019, кој бил најмногу сега. И ја започнав новата стратегија врз база на еволуацијата. Мора да направите еволуација за да направите нова. Новата стратегија правеа повторно експерти со тим лидер Тони Поповски кој што е непартиски и нема врска со политика. Ги воведовме сите модерни европски стандарди и современи, да речем, методи кои што се применуваат во Европска унија. Таа програма е во собрание. Вашиот председател на комисија за локална самоуправа го чекам 3-4 недели да закаже комисија. И сега се кочи донесувањето, не е таа за мене и викате зошто се европско знаменце. Еве, во комисија вие за локална самоуправа вие води, зошто не закажавте до сега? Денес е 13-ти. Знаете од кога вие достави во собрание? Закажавте седница, само што почна седница да викате пауза и никогаш не продолжи. Тоа е срамота. Законот е со европско знаменце, затоа што натре воведовме методологии кои што инкорпориравме од Европската унија. Ако регионалниот ако се развој не разбереме е европска многу категорија, не знам Сега, што ве е. оставам. И сега направив Јас сум исто гостин како и вие. Ама, во ред, сега ви ве кажувам, оставам, се ете, објаснувате и ете, сега готово. најдовте објаснување и оправдување за Ама не е објаснување, јас ви 4%. кажувам. За 4%, значи изработено од она што значи фонд за капитални Ама, инвестиции. ама За тоа елате утре најдовте, кај мене. еве ве оставив, си кажавте, си Ела кажувате, утре кај мене ајде, на добро. кафе, на сок, на што Во- сакате и добро, во ред, ќе да објавиме направи- на Фейсбук да. дали сум јас Вториот- прав или сте вие. Вториот момент сега за стратегијата пак се правдате и И ве да било слушам и ве четири- слушам јас тука сега и да демократски било и ваше, четири, нема добро, вина. ајде па сте Меѓутоа, биле вие, па не е не сте биле четири, вие. 100%. Ја ве прашувам она што како со СДСМ во коалиција дојдовте на власт.
Ве прашав за вашиот плански регион. Утре ќе се вратите во Битола кај вашите битолчани. Годинава си планираме. Што ќе Ќе кажете? видите годинава што ќе направиме. Година. Видите? Знаете што? Се- Па тоа е Мораше ке. законски услови Може ли- да Тоа е остават. ке. Законот Миле- ништо го Миле- собрание, Миле- не се научите законот. Милевски, Ја Чуков, видете може ли, сега. видите, Законот и стратегијата без нив не може да се објават Да, да, да. огласите за проекти нови. добро да не, И сега се почнат проектите и ќе се реализираат пред избори. Премногу- Дайте премногу- дайте го, донесете го законот. Милевски, јас стварно се не извинувам, разбирам. премногу заглавивме веќе на, Е, па на сега ова, тоа е, на ова да се прашање. расчисти. Да, во ред. Значи, јас цело Тоа е- време го поврзувам она што е важното. Да, да. А тоа е, капиталните инвестиции во државата, што ги прават на централно ниво, се многу важни за работата на Милевски како министер во локална самоуправа. Без така ќе ви капиталните кажам инвестиции, што значат инфраструктура, не може да има регионален развој. За да има ова што го прави закон за рамномерен регионален, пак ќе кажам, тоа е симфонија. Симфонија од Да. какафонија не може Да не се навраќаме веќе, ве молам, ве Многу. молам, мислам Ќе дека си- некако круг се вратиме. Резултатите ќе си да го преминеме покажат, Резултатите она се што го правиме следни. ќе си покажат. 48% реализација и тоа по двата Да. ребаланси на капиталните инвестиции. Ма ти гледај во Се- локална тоа што се самоуправа збори, колку јас е, не гледам, сегде. во локална самоуправа 80% се капиталните за 8 годинава. Се месеци, согласувам дека се 4%. намален буџет, ама меѓутоа 80% се. Не се 40 како што кажува. за 8 месеци од капиталните Ама на, сега- на државно ниво беа Да, 38, овак. Во првите 6 месеци само 22,5 51%. Ама колку од месеци има една капиталните. година? Значи, Еми сега вие 8 месеци, за неја годината 8 месеци, 12 месеци. Ајде, да добро, гледаме до вкупен каде буџет. автопатот Кичево Охрид? Како ќе го развиете Охридско-Струшкиот регион? Добро, мислам дека не Дали, дали не, прашањето не. со УНЕСКО не е исто прашање кое што треба вам да ви се постави? Дивоградбите сега се направени во претходните 2 години. Сега колку време сте на власт, сега уште еднаш, ова е изборна година за локални. 4 години, цел мандат помина. Тие дивоградби што треба, јас да сум 4 ги рушев години сите. помина. Меѓутоа тие 4 дивоградби се години слушна и од помина. бомбите кои ги штител и кои ги правил тие 4 дивоградби. години помина. Тоа што кој штител и како штител, си има нели инстанции, кои што сега тоа слушањето е една работа и вас се слушавме дека ќе има парно во Битола, па нема. Не е точно, мене сте ме слушале парно во Битола. Која сум кажал Како за власт. парно во Битола? Па топлификација, што зборам ја цело време? Топлификација од рек Битола. Проект. И јас сум го поддржал тој проект како опозиција. Дали го почнавте да го работите? Не го Да, почнавте. ве молам, пак се вратите Уште на ова, не да, да. заврши го група. Може ли, Ајде да Јас збориме. ви реков ми е криво за Вака тој се проект за толку- Битола. ја, Ми е така, криво. Ако може само да направаме на шега, вака ме подсетувате на Шилегов што чистел снег лани, нели? Брзо го исчистивме снегот, а снег никој не видел во Столковски, Скопје. ве молам, Сега немојте вака, се Столковски. збориме за ланскиот снег. Столковски, Не, ве молам. вие ме за ланскиот прашувате, снег. вие ме- Да, Ја Јас прашам коректно каков си регионален кажам, развој не, не, автопатот нека Приштина направи или нека не е направен. Ама зошто не го направивте автопатот? Кој да го направи автопатот вие за бевте нека Приштина, 12 па години сега. на власт. Ајде. Да, да, ве Јас молам, знам да го разбирам. Ајде, ланскиот снег. како што кажа За се да се Ланскиот- направи еден пат, треба да снег. се проектира. Да, да, да. Треба да се најдат извори на Еве, финансирање, треба да вам се не ви пишувам, експроприација да вам се не ви го направи. припишувам, она што требаше да биде железничко поврзување од аеродромот Скопје до центарот на Скопје, застанат со Ама, мапа, јас- со све. Еве, вам не ви го припишувам. Јас ќе Но го ова што е отправам ваша во Битола работа. да ви организира дуел Но ова со што е- министерот за транспорт и Ова што е врски. ваша работа. Пошто ме прашувате Ама нешто од што него не зависи, од него Сега зависи. јас ви кажав се за Добро, мојот ресор, ве за демантирав се, ме вашиот- прашувате за што ме транспорт и јас демантиравте? што не можам не, да... Не, вие велите дека Фатмир Бесими нема појма кога рекол дека сте потрошиле само 4,1% Ама од кој капиталните. месец? Јас пак ќе ви Добро, кажам, не, август не, ми не ми кажувате се дека веќе, ваши ова, избори. како да ви Сега, кажам, Сакам да преминеме на друга тема Сега. и ќе преминеме Кажувам Стварно е. 100 на 190 Стварно е. настото вика Ја не 4 можам да на 100, разберам не е што. како да ти уверам. И онака ми сигнализираат од држијата дека е Ајде, време ајде. за реклами, ќе направиме кратка пауза. Останете со нас, следува уште поинтересен дел од емисијата.